Ќе имаме секоја една богата агенда, така барем ја замислувам. Ова година сум без повреди, добар сум со раката. Почна веќе ги направив и првите тренинзи на нашето езеро. Водата е пријатна, топла. Така да има една богата агенда, како што реков, вообичаено по Балканот. Сега прв маратон е Ксамил за 10 дена. Ќе го најавам кога ќе се надевам кога пред самото одење. Тоа е на 3 јуни. Потоа во јуни, во средината јуни нешто планирам во Хрватска, 2-3 маратона да ги врзам. А српски има 2 негде во почеткот на јули, 8-9 јули Белград и Кањежа. Бугарски исто така Созопол. Од нашите езера планирам, ова година го планираме Мавровското езеро, имаме веќе контакти да го оствариме, може би уште едно, ама Мавровско мислам дека ќе биде сигурна реализација. Пак нешто во Хрватска во август и така, се надевам дека 7-8 маратони ќе ги оствариме. Па не би можел сега од овој момент да кажам, веројатно тој е традиционален, се одржува тие касни есенски денови или почетни зимни денови, ако пак биде во агенда, сигурно дека ќе одам пак. Ете, уште да кажам дека може би има едно интересно остварување во Унгарија на Балатон како светско правенство за ветерани. Сега сум во контакти, ако добијам информации и погоден термин, секој дека ќе одам и на тоа, бидејќи е стварно раритетно да се учествува на едно светско правенство за ветерани, пливачки ветерани. Во Ксамил тоа е еден нов маратон. Јас минатата година не можев ради повредата да отидам, ран маратон беше и сега е ран маратон. Се надам дека ќе биде водата пријатна, не е многу топла, по Јонското море сега е околу 20 на степени. Замислям како што ги гледам пропозициите во нивната најава, се плива на 3, се плива на 3 инстанции, 2, 4 и 6 километра, значи кратка, средна и долга патека. Јас веројатно ќе одберам или средната или долгата, 4 или 6, зависи од временските услови, од температурата на водата. Мислам дека ќе бидам спремен, ќе направам уште неколку тренинзи овие денови на нашето езеро и се надевам дека и од Самил ќе се вратам со остварување.